Ако некогаш Охридската убавина ве понесе на патот кон манастирот Свети Наум, никако не смеете да го препуштите уживањето во едно од најмистичните, а воедно и најубавите места во овој крај па и пошироко, изворите на реката Црн Дрим. Кој не бил на тивка прошетка со кајче низ краткиот тек на Црн Дрим, од ресторанот до изворите, пропуштил ретка можност да ја слушне тишината и мирот. За ова вечна уметничка и природна ризница слушнавме и ние, па при нашата посета на Охрид, една од нашите попатни станици беше токму оваа место. Целиот комплекс е како дел откинат од рајот, од прекрасната природа која го прегрнала манастирот Свети Наум и неговите конаци, неколкуте црквички околу него, светата вода, па се до изворите на реката Црн Дрим и уредениот туристичко-ресторански дел околу целото острово. Со цел да уживаме, одлучивме да ги ослободиме сетилата и да уживаме во божествената убавина на изворите и да ја почувствуваме исконската врска меѓу човекот и недоприната природа. Ние се движиме на изворите кои се нарекуваат Црни Дрим, кои одат во Охридското езеро, па потоа одат во Струга, во така познат Дрим, па натака одат на кај Дебар и излегуваат низ Албанија во Јадранско море. Од 8 до 10 метри кубни во секунда, значи излегуваат водата во Охридското езеро. Специфично е дека оваа вода е 10 степени цело време, и летно време и зимно време. Значи 10 степени, не се менува. Има околу 30-35 извори подводни, има околу 15 странични. Значи овој извор е долг околу 700 метри, а широк е 250. Најдлабоката длабочина е околу 3,5 метра, тоа е само дел, кај што е 3,5 метра, другото е 2. Вегетацијата на изворите е многу бујна и разновидна. Богато е со ендемични видови на модро-зелени алги кои оставаат импресивна гледка пријатна за очите. Регенерацијата на алгите е постојана и дава чувство на природен аквариум. Подводните може да се видат, да се разгледаат, се гледа дека од долу од песокот извират вода. Има животински свет, имат 4-5 видови на риба тука, имат водни змии, жаби си имат, желчиња имат водни. Ова место, значи, за туристите е доста атрактивно. Мене ми е ова прва година кај што работам тука. До сега има доста туристи кои се задоволни, кое место ги воодушевуваат премногу и се доста задоволни. Во иднина очекуваме се повеќе и повеќе туристи. Околу изворите има 3 прекрасни цркви: Пресвета Богородица, Свети Атанаси и Света Петка. Вела дека водата која извира под црквата Света Петка има лековита моќ и им помогнала на многумина кои имаат проблеми со очите. Се верува дека изворите доаѓаат претежно од блиското и повисокото за 100 метри Преспанско езеро. Поминуваат под Галичица. Тоа е легенда која младите ја научиле од постарите и секогаш им ја раскажуваат на љубопитните посетители. Некој научник на времето во Преспанското езеро туди многу црвена боја. После 20 и некој ден се појавила таа боја во овој извор. Значи се претпоставува дека од овој извор во Охридското езеро се влева околу 60%. И таа вода се дели. Кога некој ќе се качи на планината Галичица, може тоа да се запримети дека водава се дели од Охридско езеро. Се гледат патостроењето на таа вода. Една друга легенда пак зборува дека на местото на денешните извори кај Свети Наум имало некаква чешма. Една девојка, полнејќи вода на чешмата, го изгубила герданот од бисери. Сватила дека го нема дури кога стигнала дома. Со трчање се вратила на чешмата, но не го нашла герданот. Почнала да плаче. Од нејзините солзи потекле изворите со студена и бистра вода. Се разбира, Свети Наум не можел да го најде герданот, но можел да направи чудо, за кое се зборува со векови. Направил бистрата вода од изворите, како што се влева во езерото, така да излегува од него без да се меша со другата езерска вода. И навистина, вели во легендата,
црн дрим на истекот кај Струга е бистар и чист како на неговите извори кај Свети Наум. Покрај целата природна дарба на оваа место, која е под заштита на УНЕСКО, а под концесија на Националниот парк Галичица, луѓето веруваат дека е и свето. Секој добронамерник, завртувајќи се со грбот кон реката, замислува желба и фрла паричка во водата, верувајќи дека големиот светец Свети Наум има моќ да ја слушне нивната желба и да им ја исполни.